Кампањата на ДПМНЕ за овие избори влегува во трагикомична фаза. Битолчани велиме, кога не можеш некому мана да најдеш, тоаш барај му прша во косата. И ич самиот не се гледај во огледало. Јас на нивната плукачка и навредувачка реторика ќе возвратам со факти. Смешно е Талески да говори дека сме немале тим за успех и резултати, а заборава да спомене дека безмалку секој директор што го постави Талевски на функција има по неколку кривични пријави. Дел од нив завршиле и во притвор. Кога говорат дека нам ни недостасувале дела, не знам на какви дела мислат. Ако мислат, ако под дела подразбираат хотели во приватна собственост покрај Драгор, бензински пумпи на патот кон Новаци, станови и дуќани во странство, тогаш јасно кажувам да, ние такви дела немаме и нема да имаме. И конечно нека не ги горат своите луѓе. Јас не верувам дека некој во Битола се сеќава на градоначалничкиот мандат на Златко Милошевски. Од едноставна причина, зад себе не остави нити еден проект реализиран во корист на Битола. Битолчани го пометиме само како пример за незаконско користење на средства за опремнини од две јавни предпријатија. Еднаш зеде 30.000 евра од премнина од електродистрибуција, законот вели дека следните 2 години не сме да се вработи, веднаш потоа се вработи го поштата и оттаму зеде од премнина од 15-20.000 евра и следниот ден се разбира доби решение сосема спротивно на закон во Битолски водови. Ова е последна реакција на навредувачката и плукачка реторика кампања на ДПМНЕ. Нема да се занимаваме со нив. Имаме доволно проекти што не само треба да ги презентираме, туку и ќе треба да ги реализираме во новиот мандат на градоначалникот Диневски и нашиот тим предводен од Васко Ковачевски. Благодарам.